Добар ден, ова е стартот на најновата телма Амбуланта. Путер или маргарин? Маслиново или сончогледово масло? Свинска маст, кокосово, палмино масло. Денес сме преплавени со совети за тоа кои масти се добри, а кои опасни по здравието. Но колку навистина знаеме што внесуваме секој ден преку храната. Кои масти му се потребни на организмот, кои го штетуваат срцето и крвните садови и дали најголемиот проблем е видот на мастите или начинот на кој ги користиме. За сето ова денеска разговараме со професор доктор Драгица Зенделовска од Медицинскиот факултет во Скопје. Останете на телма, вклучите се со ваши прашања во програма. Во денешната телма Амбуланта ја отвораме дилемата кои се добри, а кои лоши масти во исхраната. Што вели науката? Ќе прашаме професор доктор Драгица Зенделовска од Медицинскиот факултет во Скопје, воедно и нутриционист. Добар ден и добре ни дојдовте во телма Амбуланта. Добар ден, Марија, ви благодарам на поканата. Ајде веднаш да отвориме на вечна дилема. Дали мастите се штетни за нашиот организам или пак проблемот лежи во тоа кои масти, во колкава количина ги користиме? Каде одговорат? Некаде најверојатно помеѓу. Не можеме да кажеме дека треба да се храниме без масти, меѓутоа треба да направиме дистинкција помеѓу тоа кои се добри масти, а кои се лоши масти и какво е нивното влијание врз нашето здравје. Во суштина, знаете како ниеден производ кој што содржи масти не можеме да кажеме содржи само еден вид на масти. Секогаш е некаква мешавина од повеќе типови на масти. Меѓутоа, најважно е кој тип на маст преовладува во одреден производ и се надевам дека тоа ќе го одговориме во текот на оваа емисија. Така, бидејќи има заситени, незаситени, трансмасти. Така е, Марија. Во суштина, добрите масти може да ги поделиме на две категории. Тие се оние масти кои што нам не се потребни за добро здравје, за здравје на срцето, за когнитивните способности и така натаму. И нив можеме да ги поделиме во две групи. Едните ги велиме мононезаситени. Намерно ќе ги користам термините затоа што и кога купувате производи во продавница, тие се вака практично назначени. Мононезаситени масни киселини кои што многу ги има во маслиновото масло и имаме полинезаситени масни киселини кои што во суштина исто така се здрави, меѓутоа многу поразлични од мононезаситените масни киселини. Генерално доаѓаат од растителните производи, меѓутоа мононезаситените најмногу ги има во маслиновото масло, ги има во канолата, ги има повеќе во бадемите, во лешниците, а од друга страна полинезаситените масти пак ги има во, да речеме, ленено семе, ги има во масло од сончоглед, има, да речеме, во различни типови на семиња. Она што е многу важно во оваа група, во тие полинезаситени добри масти, спаѓаат и омега-3 мастите, за кои што верувам дека веќе сите знаеме колку се важни за нашето кардиоваскуларно здравје. Секако ги има и во рибата, да не заборавиме, тоа е единствениот животински, да речеме, производ кој што содржи вакви полинезаситени масни киселини. Сега лошите масти исто така можеме да ги поделиме на две групи, добро напоминавте за ситени масти, трансмасти и така натаму. Заситените масти генерално ни доаѓаат од животинско потекло и многу често во текот на нашата исхрана многу често ги внесуваме. Тие се генерално лоши масти, меѓутоа треба да внимаваме, односно треба да го ограничиме нивниот внес, затоа што и не се баш толку лоши, меѓутоа треба да внимаваме колку ќе јадеме од нив. Така да во заситените масти најчесто доаѓаат мастите од млечните производи, мастите од месото, исто така тука спаѓаат и некои растителни масти, кои што исто така имаат висока содржина на заситени масти, како што се палминото масло, како што е кокосовото масло и така натаму. Затоа ќе кажам, не секогаш еден производ мора да речеме дека треба да го забраниме да се јаде, бидејќи кога зборуваме генерално месо и дека месото има заситени масти, да, меѓутоа не е седно дали конзумирате пилешко месо или конзумирате свинско месо, но како и да е, заситените масти во суштина го зголемуваат лошиот холестерол, кој
кој што во суштина го поврзуваме со запушување на нашите артерии, со различни видови на кардиоваскуларни заболувања, со хронични заболувања и така натаму. Едни од тие најлошите кои што спаѓаат во оваа група на масти се трансмастите. И трансмастите генерално се присутни во маргарините, меѓутоа не смееме да заборавиме дека трансмастите се дел од многу прехранбени производи. Маргарините се, ајде да речеме, маргаринот е растителен производ, меѓутоа сепак е индустријски производ, кој што се добива од течни масла во еден индустријски процес кој што го велиме хидрогенизација, па на таков начин треба тие да се стврднат, да бидат малце постабилни, меѓутоа содржат доста трансмасти, кои што особено кај луѓето кои што имаат проблем со кардиоваскуларните заболувања не треба да се ограничат, туку треба да се исклучат. Да се исклучат сосема. Долго време маргарините се сметаат дека се подобра замена од путерот. Што сега тоа значи, дека путерот има предност во споредба со маргарините? Не се споредува. Значи, путерот е животински производ и сите знаеме кој е неговото потекло, значи од млекото од кравјо, од овчо млеко, од козјо млеко и така натаму. Меѓутоа путерот е исто така намирница која што содржи многу витамини, има и минерали внатре и така натаму. Маргаринот е тотално индустријски. Така да голема е разликата помеѓу путерот и помеѓу маргарините. Маргарините се стабилни. Тоа значи дека можете да готвите со нив, но сепак имаат некоја одредена точка на димење, ние која што ја нарекуваме. Кој ќе се стави во тавчето, ќе почне да дими. Кога почне да дими и да чади. И во суштина маргарините се штетни од сам старт, затоа што содржат трансмасти за кои што зборувавме дека треба да бидат сосема практично исклучени, воопшто да не се внесуваат во исхраната. Значи, ги има речиси секаде? Па скоро секаде, особено во овие спакуваните производи во маркетите. Лиснатите теста, значи овде чипсовите, различни видови, можеби и на пуканки, различни други такви прехранбени производи кои што во суштина се спакувани, може да има маргарин или да има трансмасти. Она што можеби треба да го направи секој кога ќе, да речеме, појде во продавница, да провери дали на самата декларација пишува дали производот содржи трансмасти. Меѓутоа, многу често веќе и самата индустрија ги менува своите навики, па веќе избегнуваат на некои производи да пишуваат дека содржи трансмасти, туку едноставно пишуваат хидрогенизирани масти, што не значи дека во суштина хидрогенизираните масти практично начинот на кој што се добива маргаринот, или пак може да ви пишува делумно хидрогенизирани масти, кои што многу често ги има и по супите, има и по други производи кои што ги користиме во нашата исхрана. Тие делумно хидрогенизирани масти се уште пострашни од овие хидрогенизираните масти. Делумно хидрогенизираните се уште пострашни? Така, затоа што во нив има повеќе трансмасти отколку во овие комплетно хидрогенизираните масти. А него ќе се рече делумно? Да. Мислите дека е поздраво? Поздраво, така. Во суштина не, а во суштина во делумно хидрогенизираните производи има повеќе трансмасти, за жал. Да проговориме за она што е најздраво од растителните масла, велат дека е маслиновото масло. Има ладно цедено, помас, како да препознаеме кое маслиново масло е квалитетно? Знаете што растителните масла не можеме да ги генерализираме сите како здрави масти. Значи и овде има некаква категоризација. Факт е дека маслиновото масло, особено екстра вирџин или ладно цеденото, е на врвот, број 1. И тој во суштина е еден од најздравите продукти кои што многу често треба да го внесуваме во нашата исхрана. Меѓутоа, тука исто така квалитетот може да биде прилично дискутабилен и сепак овој производ кој што има повисока цена на чинење за разлика од сите други останати растителни масла. Екстра вирџин маслото само по себе е многу квалитетно затоа што содржи такви мононизаситени масни киселини со голем акцент на олеинската киселина. Таа е многу важна за срцето и за здравјето на срцето. Меѓутоа, не често, купувајќи некое маслиново масло, може навистина да биде
здраво или да мислите дека купувате добро масло. Затоа треба да се гледаат декларациите, треба да се гледаат етикетите, треба да видите што купувате во суштина. Кај нас ретко можам да забележам реално во продавница да купиме некое ладно цедено или екстра вирџин маслиново масло на кое што можеме да ја видиме вредноста за ацидитет или можеме да видиме вредноста за пероксиден број. Тоа се практично некои параметри кои што хемиски се определуваат во некаква лабораторија, значи вие тоа сами не можете да го видите. Меѓутоа, едно добро масло треба да има ниска вредност за ацидитетот, за тие слободни масни киселини кои што се присутни внатре во маслото. Па за да биде тоа добро, односно кога екстра или кога се премиум масло, тоа е некаде 0,1, 0,2, 0,3. Колку помала вредност, толку е практично подобро маслото. Оние обичните маслинови масла би рекла дека се тука некаде околу 2%, се што е над 2%, не е добро маслиново масло, затоа што ацидитетот како параметар во суштина е зависен од квалитетот на маслинките, од кои што се подготвува маслото, така што не е сеедно дали вие имате свежи маслинки доправа обрани, дали тие стоеле, дали се квалитетни, дали се расипани и од нив понатаму ќе зависи дали при првото ладно цедење вие ќе добиете масло кое што е со добар квалитет. Меѓутоа можете да користите, да речеме, и други тестови за да процените дали маслото е добро или не органолептички. Обично маслото е со горк вкус, мириса на свежо кога ќе го мириснете и горчината доаѓа од квалитетот на полифенолите кои што се внатре или пак оној тест кој што би рекла не е секогаш 100% сигурен со ставањето на таквите масла во фрижидер каде што очекуваме практично стврднување на овие поздравите масти. Исто треба да биде добар параметар за тоа дали сте купиле добро масло, но понекогаш индустријата знае и тука да мами па да микса различни видови на масти и на таков начин да добиете пак некакво заматување на маслиновото масло. Меѓутоа, како и да е, кога бирате маслиново масло со декларација на него, гледате колку што е можно повеќе да биде поголем процентот на незаситени масни киселини, она моно незаситена масна киселина. Олеинската, и ако имате 90, пример да речеме, грами на маст, таа треба да биде присутна некаде околу 70 грами. Секако во него има и заситени масти, меѓутоа тие би биле добро да бидат некаде околу 12%, и тоа се тие масти кои што први се стврднуваат, дури и на температура некаде околу 10 степени ќе го прво заматат маслото, меѓутоа кога ќе го ставите во фрижидер, овие мононезаситените веќе на 4 до 5 степени ќе почнат да практично да го замаглуваат, односно да стврднуваат внатре. Има секако и полинезаситени масни киселини внатре и тие треба од прилика да бидат некаде околу 12, односно 7-8 грама и така натаму. Значи практично треба да се читаат декларацијата и тоа многу внимателно. Многу внимателно и на таков начин вие ќе знаете дали имате добро масло. Исто многу важно за маслиновото масло е не може добро маслиново масло да биде чувано во пластична амбалажа. Мора да биде чувано во стаклена амбалажа и треба да биде темно, за да можеме да го заштитиме маслото од оксидација, затоа што е осетливо на сончева светлина. Така да на таков начин вие можете да направите, да речеме, една разлика помеѓу обичните маслинови масла и овие ладно цедените маслинови масла и така натаму. Може ли со ладно цедено маслиново масло да се подготвуваат оброци кои што се термички обработени? Дали може да се загрева ладно цеденото масло или пак треба да се употребува само за салати и за некои ладни јадења? Знаете како спомнавме и преска, растителните масла во суштина може да бидат и рафинирани, а може да бидат и ладно цедени. Маслата се рафинираат со една цел, за да практично ја сколема таа температура на димење, односно таа точка која што не смеете да ја преминувате кога ја приготвувате храната. Тоа значи дека обичното ладно цедено масло има некоја температура на димење околу 160 степени. Затоа велам зависи од техниката на приготвување на храната. Ако вие одлучите храната да ја варите или евентуално да ја приготвувате на парја,
Во таков случај вие можете ладно цеденото масло да го додадете на крај во топлата храна и практично да го конзумирате. Меѓутоа, ако сте решиле да пржите, особено пржење на високи температури, во таков случај вие ќе надминете температурата на димење на маслиновото масло, значи ќе готвите над 160 степени. Во таква ситуација подобро да користите рафинирано маслиново масло, каде што ќе ја подкренете температурата на димење, односно тука температурата на димење е веќе 220 степени. И би рекла дека рафинираното маслиново масло може би е подобро да се користи за пржење или да речеме за динстење, меѓутоа не она техника која што ја нарекуваме deep fry, значи она пржење на високи температури, користење во фритези, во рестораните за брза храна и така натаму. Него треба да се готви на приближно пониска температура, да речеме за да маслото не го уништиме кога пржиме, кога го изложуваме на високи температури. И пред малце исто така спомнавте помас. Да, постои помас масло, маслиново и покрај тоа што е маслиново, не можеме да кажеме дека тоа е квалитетно масло, затоа што во суштина тоа се прави од целиот остаток од маслинките после ладното цедење. Па кога се рафинираат маслата, да речеме и ова помасот и овие другите рафинирани масла, се користат различни хемиски растворувачи во тој процес, кои што се додаваат, ајде да ја кажеме, во таа пулпа или во тие остатоци, за да извлечат, да речеме, некакви нутритивни вредности, меѓутоа сепак е тоа далеку од добар квалитет. Што е со рафинираното сончогледово масло, кое што се употребува мошно често во домаќинствата? Па би можела да кажам кај нас, особено во Македонија, просто и да не постои домаќинство, а да нема рафинирано сончогледово масло или масло од репка и така натаму. Според мене, овие масла треба да се користат, меѓутоа не толку многу често. Затоа што се сепак рафинирани масла. Јас, да речеме, во мојата кујна скоро и да ретко, многу ретко кога воопшто користам сончогледово рафинирано масло. Тоа и самиот збор кажува рафинирани масла, тие се хемиски обработени со хемиски растворувачи на повисоки температури и тој процес најчесто се користи за да ја зголемат стабилноста на овие масла, за да можете вие да готвите или да пржите на многу повисока температура. Меѓутоа, има еден проблем. Внатре овие масла, особено сончогледовото, маслото од репка, палминовото масло и така натаму, имаат омега-6 масни киселини, тоа се тие полинезаситени масни киселини, кои што во суштина не се добри за нашето здравје, односно кога ги конзумираме во голема количина, предизвикуваат воспалителни процеси во нашето тело. Така да на долги стази употребата на вакви масла може да предизвикаат хронично воспаление или хроничен воспалителен процес. Така да во суштина не е баш добро да готвиме со нив, не е добро да ги имаме честопати во нашата исхрана. Затоа што во нашето тело тој сооднос на омега-3, на омега-6 како полинезаситени масни киселини, од кои што многу здрави се овие омега-3, а овие омега-6 не, треба да биде некаде 4:1. Меѓутоа, со секојдневната исхрана, многу често употреба на сончогледовото масло, ова рафинираното, вие можете да го користите, да речеме, за пржени јајца, за доручак, и после тоа го користите за ручак, па го користите за вечера, и тоа е огромна количина која што ја внесуваме во текот на денот, да. И на таков начин тој сооднос можеме толку многу да го пореметиме до некој сооднос од прилика 20:1, кој што во суштина не е добар и на таков начин се ги предизвикуваме ваквите хронични воспалителни процеси. Така да, а друг е проблемот кога се готви со него. Значи, ова е само кога го користиме, кога го готвиме, многу често сме навикнати тоа да биде на висока температура, меѓутоа напоменавте пред малце, ќе го заборавиме маслото, па почнува да чади, се добива еден бел чад кој што понекогаш може дури и да има остар мирис. Тој остар мирис е акролеин. Акролеин е супстанца која што во суштина е канцерогена. Така да, ако вие готвите на високи температури и видите дека маслото чади, моја препорака е тоа масло да се фрли, воопшто да не го користите за да готвите со него. Затоа што во суштина внатре термички веќе се деградира маслото.
Кога се деградира маслото, се создаваат едни супстанции кои што се нарекуваат алдехиди и кои што практично ви остануваат во храната и вие ги конзумирате откако ќе ја подготвите храната во тоа прегреено масло, а алдехидите де факто се поврзани со различни невролошки пореметувања. Значи, дали тука ќе биде деменцијата, дали Алцхаймерот, дали е Паркинсот и така натаму. Така да не треба да бидете честопати изложени и преку вдишување на тој чад кој што излегува од прегреаното масло, а па да ни кажам и од конзумирањето на храната подготвена со храна такво кој што е масло. подготвена со такво загреано масло. Ќе ги поканиме гледачите. Почитувани од овој момент емисијата е контактна, телефонскиот број е испишан на екранот, можете да се јавите и да поставите прашања. Јас се извинувам ако ве прекинав, сакате да додадете уште нешто, јас би продолжила со палминото масло. Го има во речиси секој индустријски производ. Речиси да нема производ без палмина маст. А споменавте веќе на листата на нездравите. На нездравите. Знаете Зошто толку често се употребува во индустријата? Одговорот е многу јасен. Прво, можете да го произведете во поголеми количини неголи, да речеме, рафинираното сончогледово масло, мада според мене ја би ги ставила малтене горе-доле во иста категорија, покрај тоа што овде има повеќе полинезаситени масти, овде има заситени масти во палминовото масло. И тоа палминото масло содржи некаде 50% заситени масти, ако е направено од плодот на палмата. Меѓутоа, ако е направено од семката на палмата, тогаш веќе процентот на заситени масти расте, 85-90% заситени масти. А тоа се токму тие масти кои што се строго забранети. Мислам, не се строго забраните, меѓутоа треба ептен да ги ограничуваме во нашата исхрана. Моја препорака е палминото масло практично да се избегнува од употреба. Што речиси невозможно, да бидеме реални. Да, бидејќи во затоа сите што, производи. знаете како, ние среќа не готвиме со палмино масло и палминото масло ретко кога го има во Македонија и не верувам дека некој домаќинско го користи за приготвување на храна. Меѓутоа, во рестораните, особено рестораните за брза храна, да речеме кондиторските производи, во маркет скоро 50% од производите содржат палмина маст. Значи можете да ги видите во чоколадите, можете да видите во чипсови, можете да видите во различни супи, можете да видите во нудли. Значи нема каде не може да се видат еврокреми различни и така натаму. Палмината маст само по себе е многу интересно што скоро ретко кога се користи ладно цедената палмина маст, затоа што таа има високо содржина на витамин Е, меѓутоа има црвена боја. Па ретко кога се користи во прехранбената индустрија. Најчесто се користи рафинираната палмина маст, меѓутоа таа нема мирис. Прво, многу е ефтина. Второ, и трето е многу интересно што е многу стабилна, не се деградира, не мириса, долг е рокот на траење и само заради тие причини за, да речеме, прехранбената индустрија, таа е, да речеме, маст од прв избор. Меѓутоа, практично, кога ќе купувате производи, сега веќе, дури во предавниците може да се најдат производи кои што вели не содржи палмина маст. Нели, после толку долго време и после толку голема дискусија, практично зборуваме за палмината маст, меѓутоа Европската агенција за безбедност на храна ЕФСА има едно добро предупредување, особено за децата, при користење на различни грицки кои што имаат палмина маст. Палмината маст е богата практично со ајде да кажеме со палмитинска киселина, таа е една од тие полинезаситени мастни киселини, меѓутоа со рафинирањето на самата палмина маст на температури некаде над 200 степени, во самите производи може да се најдат глицидил масни естери, кои што во суштина може да бидат проблематични особено кај децата. Затоа што имаат и генотоксичност, значи имаат еден таков потенцијал и затоа предупредувањето стои дека децата треба да избегнуваат конзумирање на грицки кои што содржат ваква палмина маст, палмитинска маст и така натаму. Каде е трикот? Кога одите во продавница, супер не ја пишува палмината маст, меѓутоа пишува растителна маст или маст од растително потекло од мешан состав. Немојте да купувате производи ако не ви е точно дефинирана растителната маст. Да, окей, има растителна маст, меѓутоа дали е тоа сончогледово,
дали е маслиново, што ретко кога можеме да го видиме, меѓутоа многу често палминовото масло може да се крие под реченицата содржи растителни масти. Не пишува палмина маст, едноставно растителни масти и скоро во 90% од производите на кои што пишува растителна маст, сигурно е палмина маст. Или пак може да стои, да речеме, растителна маст со мешан состав. Значи, па тука можете да имате и сончогледово, ама да имате и палмино и така натаму. Или многу често да стои, содржи палмитат, палмитинска киселина. Да речеме, тоа сепак значи дека внатре имаме палмина маст. Убаво што го предучивте и да се крене свесноста да се читаат декларациите. Имаме гледачи, им дадеме предност. Добар ден. Ало. Повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден. Се јавам од Велес. Така. Имам не само прашање, него и да укажам дека палмината маст ја употребуваат во производството на сирење. Ако не знаеле, сигурно знаат сите надлежни. И сум го видел тоа лично со своји очи, кај што се откупуваше млеко во една фирма, да не ја именувам, кај што произведуваше сирење, имаше стотици канти со палмина маст. Тоа го имам видено лично. Второ, палмина маст се употребува и во фирми кај што се произведува храна за луѓе. Таа палмина маст, јас лично сум ја сечел со секира. Дали ви е јасно? Толку тврда, тоа не е нешто невидено, да се сече како каучук, слично. И се употребува за производство на храна во кујни. И трето, сакав да укажам, ова не е прашувам, ја го кажувам, затоа што прашање ако не сум го видел, јас сум го видел. И трето, нигде не пишува палмина маст за производство на детски храни, а се употребува. Ако знае докторката, добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Дел од това веќе го разјаснавте како е напишано на декларациите. Повелете. Ако е палмината маст, како што спомнавме, 50% заситени масти, пример да речеме, во таква ситуација незината текстура би била малку поинаква, помека. Ова што го збори господинот е некоја палмина маст од семките, како што кажавме, затоа што овде заситените масти се над 85%. Да, навистина, може да се користи во различни производи, не е битно дали се тоа млечни производи, било каква храна, спакувана храна во маркети и така натаму. Прашањето е дали ја имаме на декларацијата. Поради тоа што ако вие ја прочитате и знаете дека има на декларацијата, тогаш вие сте тие кои што одлучуваат дали ќе купите таков производ или не, без разлика на цената на чинење. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете во програма сте. Ајде, поздрав до вас, до гостинката и да замолам нешто. Дали ќе може да ми каже дали свинската маст може да се користи во не баш во секојдневна исхрана, меѓутоа за домашна употреба? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Овој сегмент со свинската маст не планиран во денешната телма амбуланта. Еве веднаш ќе започнеме со тоа прашање. Свинската маст повторно почува да се употребува. Дали е поздрава во споредба, да речеме, со останатите масти, растителни? Каде пак сега тука вистината, бидејќи долго време беше ставена на црната листа? Знаете, Марија, според моje мислење, таа никогаш не требаше да престане да не се користи. Значи, ако гледаме од аспект на, да речеме, намирници добри за нашето здравје, свинската маст е високо горе во редоследот. Дури би рекла дека имаше пред некое време распоред или рангирање на различни намирници, свинската маст беше подобра од грашокот или од некои овошја. Така да во суштина свинската маст и текако треба да биде вклучена во нашата исхрана. Да, навистина е така, таа спаѓа во групата на заситени масти, на нели оние лошите кои што треба да бидат ограничени,
Меѓутоа, од тие сите што треба да бидат ограничени, таа е најздрава во суштина. Затоа што само свинската маст содржи 40% заситени масти, остатокот е олеинска киселина, онаа мононизаситената кој што е добра за нашето здравје и кој што ја има во маслиновото масло. Од друга страна, самата свинска маст е многу стабилна и со нејзе можете и такако да пржите, затоа што да речеме низината температура на чадење на самата свинска маст е 190 степени. Тоа значи дека ако ние пробаме да речеме свинската маст малку да ја прочистиме, тоа повозрастната популација и публика многу добро знае како на време се прочистувала маст во 9 води и така натаму. Во таков случај ние можеме дури и да ја зголемиме температурата на чадење, па да ја користиме дури и во рерни за печење, кога печеме месо, каде што температурата може да биде и 220 и 230 степени. Свинската маст е од животинско потекло, меѓутоа заради моментот дека е содржи оваа олеинска киселина и такако можеме да кажеме дека е многу поздрава од маргарините, многу поздрава од растителните масла, од типот на сончогледовото масло или пак маслото од репка, да не зборуваме за палминото масло. Значи, не можеме да ги споредиме палминото масло со свинската маст. Така да во суштина и такако треба да биде присутна, затоа што во нејзе имаме и витамин А, имаме и Д, имаме и Е и така натаму. Имаме многу големи придобивки од употребата на свинската маст. Секако може да се користи во секојдневната употреба кога станува збор за пржење, како што кажав. Меѓутоа треба да имаме и други масла со кои што од овие добрите, значи ладно цедените маслинови масла, преку кои практично ќе ги внесуваме овие другите мононезаситени масни киселини кои што и такако не се потребни. И да не заборавиме во нашата домашна кујна до многу години претходно, свинската маст беше едно од задолжителните продукти кои што нели ги имавме, па зимно време се готвеше со нејзе. А од друга страна пак свинската маст ја користеа и за други придобивки, значи перење во 9 води, па се користеше за проблем со дишењето, па за екземи, мачкање и така натаму. Тоа е исто така добар лек, не е само за старите генерации исхрана. раскажуваат дека јаделе леп свинска маст и црвена Па подобро пиперка. него лепи свинска маст отколку да јадете лепи маргарин. Намачкан, заради тоа што маргаринот ги има тие трансмасти кои што и такако треба да минат практично забранети и воопшто да не се употребуваат, особено кај луѓето кои што имаат проблем со кардиоваскуларниот систем. Ајде да вклучиме уште неколку гледачи. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Благодарам. Вака, јас би прашала нешто во врска со маслото рафинирано сончогледово, како народот што го кажува зејтин. Така. Ја прашам гостинката, например, готвам салата во било каков сад или ористава да речеме. Во било каков сад, дали е од бронза, дали е керамика, дали е од росвајт или пластична салата во пластична чинија. Од X зејтин масло, тоа лесно ќе го измијам. Ама од оној другиот, да речеме XY или AB, еве нека биде AB на македонски, од маслото ќе го измијам лесно. Со млака вода, со едноставање на течност за мијење садови. Ама другото, треба неколку пати да ставам, толку е залепено за садот, без разлика каков е садот. Треба да ставам неколку пати од средството и многу пожешка вода за да го измијам. Многу е леплив тој зејтин, да го речам, за разлика од овој А зејтинот, овој Б зејтинот. Нечум да ги кажам ради реклама. Нормално, брендовите имињата не можете да ги кажете во програм. Гостинката, зошто е тоа така? Така. Едното може лесно да се измие, а другото не може. Другото потешко, така. Ви благодарам за вклучувањето во програм. Имате ли одговор на прашање? Суставот на рафинираното масло тука е клучот и процесот на готвење. Значи, сончогледовото масло, кога го користиме рафинираното, пак ќе спомнеме, немајте на високи температури, затоа што кога вие готвите, пржите, на него практично се создаваат не само алдехидите, кои што ако го прегревате, практично термички го деградирате, него вие создавате и трансмасти внатре. Значи, практично се разградува самиот зејтин во кога готвите на висока температура. Создавате слободни радикали. Многу е важно исто така што готвите. Пример, да речеме помфрит,
Ако готвиме компир и пржиме компир во многу загреано масло, а тоа многу често се прави, особено и во, да речеме, овие ланците за брза храна и така натаму, имаме едни фритези во кои што се сипан или сончогледово масло, не е битно кој год да е. Во суштина, кога се пржи скроб во високо загреани масла, компирот е најскробест, меѓутоа имаме и друга храна која што е скробеста, се создава акриламид внатре во самиот компир, кој што е канцероген. Затоа компирот е подобро да се пржи на пониски температури, а не на високи температури. Кога изложувате месо на високи температури, особено, например, кога е на скари и така натаму, и кога сипате некој од маслата и од зентините, во самото месо внатре се создаваат хетероциклични амини, кои што исто така се канцерогени. Значи, не секогаш е важно кој тип на масло ќе изберете со кој што ќе готвите, туку кој температурата на која што се готви. Техниката практично со која што вие ќе готвите. И тука е практично разликата од изборот како ќе готвам и кое масло ќе го користам во суштина. Тоа е разликата. Многу важно да се и исто така што е, Марија, се извинувам, исто така многу важно е колку пати вие го користите зејтинот со кој што готвите. Последно потреба треба да се фрли или може повеќе кратно? Секогаш треба да се фрли. Значи, тоа е најголемата грешка која што ја правиме во кујна. Вие сега пржите во едно масло, па истото тоа масло го ставате на страна и така натаму. Господјата спомна се создава нешто како смола, нешто лепливо околу тавчето и така натаму. Тоа се такви полимери од прегреаните масла, од почестата употреба на такви масла, дури еднаш ако го користите на висока температура, може да биде потемно и може да биде баш како полимер, многу тешко се отстранува и се чисти. Токму тие полимери ја нарушуваат слузницата на желудникот и на цревата. И затоа не треба да се готви на екстремно високи температури, а па да не зборувам дека едно исто масло треба да се користи по втор пат, по трет пат, кој што многу често се случува, па дури и од клиентите кои што доаѓаат кај мене да го слушнам тоа дека едно масло користат неколку пати. Во суштина вие прв пат кога го користите маслото, можеби ја достигнувате таа точка на димење. Меѓутоа секое наредно загревање и прегревање на тоа масло, ај што тоа термички се деградира, ај што се создаваат некакви алдехиди, меѓутоа секој следен пат вие ја намалувате таа точка на димење на тоа исто масло. Па наместо ако била 200 степени, следниот пат кога ќе готвите веќе ќе биде падната на 180 или на 170 степени. И на таков начин, ако вие пак готвите на толку висока температура како и претходниот пат, уште повеќе правите термална деградација, уште повеќе слободни радикали, уште повеќе канцерогени материи внатре, уште повеќе алдехиди, уште повеќе трансмасти. Па колку и да готвите здраво, односно колку и да ви е поздрав изборот на намирниците кои што ги приготвувате во тој зејтин, всушност... Се е џабе всушност. Да. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало? Во програма сте, повелете. Поздрав до емисијата. Ви благодарам. Докторката многу убави работи објасни за мастите кои треба да ги знаеме, но како што кажа, најважно е да се читат декларациите. Таа сигурно како потрошувач, а и вие гледате со колку ситни букви и во колку ситен формат се напишани тие декларации, така да потрошувачите, за да можеме да ги утврдиме сите тие работи кои веќе ги знаеме и дека се штетни, треба да носиме огромна лупа да го читаме тоа во продавницата. И да сакаме не можеме најчесто да прочитаме. Затоа, мислам дека науката, преку Агенцијата за храна или Инспекторатот за контрола на храна, треба да сугерира до производителите декларациите да се пишат доволно читливи, за да можат потрошувачите во продавниците да ги видат. Оти во маркетите со тие букви ви треба 2 сати само да прочитате за маслото, а камоли и за сите други производи кои ги користат тие штетни материи, кои се внесени натре, а кои се напишани и под вакво и под такво име. Значи, мојот совет е да се сугерира, науката да сугерира на производителите преку соодветен орган, валја Агенцијата за храна, на контрола на храна, тие декларации
по однос на составот на храната и по однос на рокот на траење на храната, да се јасно, видливо и читливо напишани, а не микроскопски лупа треба да носиме за да ги видиме. Така. Толку е моето прашање, Ви благодарам што се вклучивте во денешната емисија и што го апострофиравте и сето ова кој што е поврзано со декларациите. Да продолжиме ние понатаму во однос на кокосовото масло. Долго време се рекламираше како екстра здраво, како екстра здрава намирница. Но сега тука се променија ставовите. Па се менуваат, мислам, многу голема дискусија имаше минатите години, особено помеѓу нутриционистите, дали е здраво, дали не е здраво и така натаму. Меѓутоа и кокосовото масло е во тие забранетите, во заситените масти. Тие на кои што треба да внимаваме, во ограничените, на кои што треба да внимаваме колку од нив ќе внесуваме. Меѓутоа, кокосовото масло само по себе содржи 90% заситени масти. Значи, ја гледате разликата. Свинската маст исто заситена маст содржи 30% заситени масти, овде веќе имаме 90% заситени масти. Единствената разлика е што во кокосовото масло скоро половина од тие заситени масти се масни со среден ланец. Масти. Практично тоа се масноти кои што некако многу брзо се варат во нашето тело, веднаш удат во црниот дроб и вие добивате одеднаш многу добра енергија заради тие масти. Другата придобивка која што не смееме да ја заборавиме од кокосовото масло, кој што исто така е многу важно, тоа е богата со лауринска киселина. Меѓутоа, кога вие го конзумирате, во процесот на дигестија се создава монолаурин. Тоа е една супстанца која што има антибактериско, антифунгално дејство и така натаму и е многу важно за кандида. Така да, секогаш кога тоа е масло кое што има висок калории, густо е, може да го супримира апетитот и така натаму, меѓутоа има и своји собствени придобивки и затоа кога користиме кокосово масло треба да имаме за и против. Да се извага. Кој го користи, зошто го користи, која е целта, како го користите и така натаму. Бидејќи на времето кога беше многу модерно, некој тоа кокосово масло го ставаше дури и во кафе, рачунајќи дека е тоа нели многу здраво и така натаму, меѓутоа не знаејќи дека толку многу заситени масти практично става во неговиот оброк. Понекогаш кокосовото масло може да го качи како заситена маст, а лошиот холестерол. И тука треба да внимаваат тие луѓе, тоа е несаканиот ефект од употребата на кокосово масло. Меѓутоа исто така може да предизвика и диареја, и проблеми со варењето и така натаму, така да треба да бидеме малце внимателни во неговата употреба. Иначе секако го има и во различни козметички производи, добро е за кожата и така натаму. Значи тоа е некое масло за кое што треба да вагаме наискрено дали треба да го земаме или не. Особено ако имаме висок холестерол. Бидејќи, Марија, знаете како разликата е во заситените и трансмастите кои што се лоши масти, кажавме уште на самиот почеток. Меѓутоа, заситените масти може да го качат само лошиот холестерол, а трансмастите го качуваат лошиот холестерол и го симнуваат добриот холестерол. Тоа е разликата. Затоа велиме трансмастите да не се користат, бидејќи замислете ако вие дневно ја зголемите од прилика количината за 2% на употреба на такви трансмасти, ризикот од кардиоваскуларни заболувања го зголемувате на 25%. А ако дневната употреба на заситените масти, она што го користиме како заситени масти, ја замениме практично со некакви маслинови масла, ладни цедени масла, со поинаква техника на готвење, ние ќе го намалиме ризикот од кардиоваскуларни заболувања за 30%. Од прилика бројките тоа кажуваат.